Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во училницата на Едуино. Моето име е Елизабета Теодосиевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Јана Москоменски од Скопје. Оваа наставна единица е наменета за 8 одделенците и гласи акцентски целости. Доколку го користите учебникот кој што го имате на вашите екрани, оваа лекција е на страницата број 11 и ве советувам, додека јас зборувам, вие да си ја земете вашата тетрадка, најдобро е по македонски јазик и нешто за пишување, за да може да ги забележите поважните работи. Што треба да научиме од оваа наша денешна лекција? Треба да научиме прво што се тоа акцентски целости, треба да ги научиме правилата за нивното акцентирање и треба да ги научиме начините како да ја обележиме една акцентска целост, нели? Кои цели треба да ги исполниме? Учениците да се запознаат со акцентските целости, правилно да ги изговараат акцентските целости и да го согледаме местото на акцентот. За почеток да се подсетиме на некои наши претходни знаења. Бидејќи ќе зборуваме за гласовите, ние се наоѓаме во доменот на фонетиката. Па според тоа, што беше фонетика? Кој дел од науката за јазикот го викаме фонетика? Фонетика е делот од науката за јазикот што ги проучува гласовите. Сега, бидејќи гласовите го сочинуваат слогот, слогови повеќе сочинуваат еден збор и така натака, во еден збор слоговите кои што ги изговараме не се со иста силина, некои се повисоки, некои се пониски. Сега, што ќе биде тоа акцент? Одредено нагласување на еден слог во зборот, односно нагласено посилно или продолжено изговарање на еден слог во зборот, го викаме акцент. Кои се карактеристиките на нашиот акцент, односно на акцентот во македонскиот литературен јазик? Акцентот во нашиот јазик е определен, динамичен и трисложен. Што значи сето тоа? Доколку еден збор го зголемуваме, му додаваме некои наставки, му додаваме представки и така натака, акцентот го менува местото, односно секогаш се стреми да застане на третиот слог бројки од крајот на зборот. На вашите екрани е даден еден шематски приказ на еден збор, како тоа се случува. Зборот е зелен. Нашиот збор зелен е составен од два слога, во првиот случај зелен. Ако одиме според правилата за акцентирање, вториот слог од крајот го броиме, 1, 2 и акцентот паѓа на самогласката е. Ако тој збор го зголемиме, му додадеме уште еден слог, например, со некоја представка. Евеа, зборот, например, е сега позелен, позелен, составен од три слога. Акцентот ја има таа способност, да се повлекува нанасат и да дојде до третото место. И така што во овој случај самогласката О не е нагласена, односно акцентирана. Ако тој збор уште повеќе го прошириме, така што од 3 слога добиеме 5, па добиваме позеленето, позеленето, доколку го поделиме на слогови, акцентот повторно го бара третото место. Првиот слог, вториот слог, третиот, во овој случај ни е слогот ле и акцентот е на самогласката е. Како што забележавте, акцентот се бележи со знакче едно малечко, кое што е над самогласката, некогаш е над самогласката. Во поновиот правопис од 2016 година тој е назначен да стои пред самогласката, меѓутоа како и да е, значи самогласката во слогот е таа која што го носи местото на акцентот. Правилата за акцентирање на зборовите во македонскиот јазик: едносложните зборови, акцентот паѓа врз единствениот слог, нормално врз самогласката. Например, слог, жал, стол, круг, цел и така натака. Кај двосложните зборови, значи оние кои што се составени од два слога, акцентот се наоѓа на вториот слог од крајот на зборот, бело, вода, куќа и така натака. Секогаш броиме од крајот на зборот па нанапред, прв, втор слог, тука е акцентот, прв, втор слог, еве го акцентот, прв, втор слог, еве го акцентот. И кај тросложните и повеќе сложните зборови, секогаш се наоѓа на третиот слог од крајот на зборот. Нормално, доколку не се одстапки или зборови во кои што имаме одстапки од третосложното акцентирање. Например, зборот столица, книжарница, најубавото и така натака. Еве зборот три слога,
столица. Акцентот е на третиот, броено од крајот нели на зборот. Книжарница, книжарница. На третиот повторно бројки одзади. Најубавото, еве една придавка, најубавото. Зборот е составен од 5 слога, меѓутоа акцентот го бара секогаш третото место, бројки од крајот на зборот. Сега преминуваме на новата лекција. Што ќе бидат тоа акцентски целости? Пред вас на екранот се неколку реченици кои што јас ќе ги прочитам внимателно нели на глас, а вие следете ме и слушајте. Мојот другар Дамјан е од Киселавода. Мајка ми и баба ми прават највкусни палачинки. Брат ми не дојде на време, а тато не му рече ништо. Што го праша? 5 дена те чекам, за 23 денари? Чекајки те да дојдеш, заспав. Акцентски целости. Значи сега забележуваме дека некои зборови во реченицата ги слушаме како да се споени заедно. Например, зборовите кисела вода. Не ги изговараме мојот другар Дамјан е од кисела вода, туку мојот другар Дамјан е од кисела вода. Зошто? Затоа што овие два збора сраснуваат во еден, меѓутоа сраснуваат само звуковно, не графички, и ние ги изговараме под еден акцент. Ги сваќаме како еден збор и само со еден акцент ги акцентираме. Истото тоа се случува и со зборовите мајка ми, баба ми, брат ми, не дојде, не му рече, што го праша, 5 дена, 23, чекајки те да дојдеш. Од сето ова можеме да заклучиме една работа. Група зборови, кои што се поврзани со заеднички акцент, се нарекуваат акцентски целости. Групата на зборови всушност ние ја сваќаме како еден збор и ја акцентираме нормално според правилото на третиот слог од крајот на зборот, односно на зборовниот состав. Еве овде имате една шема, не си ги видел. Ако ги броиме бројот на слоговите, нели, не си ги видел, тоа се 1, 2, 3, 4, 5 слога, меѓутоа нашето правило нели вели акцентот оди секогаш до третото место, а оваа цела сложенка од зборови, нели овој зборовен состав го сваќаме како еден збор, затоа што е акцентска целост, и целиот овој зборовен состав ќе има еден акцент, односно го бара третото место, броено одзади. Како ќе бележиме една акцентска целост? Многу едноставно, се бележи само со едно знакче за поврзување и нормално нели знакот за акцент. Еве ги поврзани мајка ми, баба ми, брат ми, не дојде, не му рече, што го праша, 5 дена, 23, чекајки те, да дојдеш и така натака. Ако забележиме, ако ги разгледаме вака овие примери, нели кои се зборови влегуваат и прават акцентски целости, ќе забележиме дека прво се тоа кратките заменски форми кои што вие децата и многу често ги пишувате заедно со именката. Така што зборчето мајка ми, иако визуелно, односно графички, нели се пишува одвоено, мајка ми, го слушате заедно затоа што тоа акцентска целост, па дури и го пишувате заедно, иако е тоа именка и заменка, например. Брат ми исто, именка, заменка. Не дојде, негација и глагол, частичката не, нели? И глаголот многу често ги пишувате споено, токму затоа што ви се слушаат споено, а всушност е тоа акцентска целост од 2 збора. Не му рече акцентска целост од 3 збора, частичка, заменка, кратка заменска форма, глагол. И останатите зборови, нели, исто така и броевите прават акцентски целости и така натака. Глаголскиот прилог со кратката заменска форма, частичката за потврда, глагол и така натака, значи сите овие зборови можат да направат една акцентска целост. Сега на вашите екрани гледате некои почести примери, нели, кои што ги имаме на акцентска целост, кои што ги употребуваме, како ги пишуваме, а како ги изговараме. Одраѓање, нели, ги изговараме споено, одраѓање со еден акцент. Да не се успиеш, треба да го изговориме, да не се успиеш, пред себе
се пишува така, меѓутоа се изговара пред себе. Не те видел, ќе го пишеме, нели, не те видел со 3 збора, меѓутоа ќе го изговориме со еден акцент, не те видел. Ништо не и рече, тоа се веќе 4 збора, кои што ги пишуваме графички одделно, меѓутоа ги изговараме под еден акцент, ништо не и рече. Посписи, нели, акцентот е еден, ама 2 графички збора. Братучед ми, исто една акцентска целост, нели, со именка и заменка која што се пишува одвоено, а се слуша како едно. Не му ја даде, не се излегува, значи не се излегува, би рекол и слично. Сега имаме одредени случаи кога акцентските целости вршат смисло разликувачка функција. Што значи тоа? Доколку една реченица ја изговориме со акцентска целост, тогаш добиваме сосема друго значење, отколку, например, ако не ја употребиме акцентската целост. Например, не, го давам мојот молив. Доколку сите зборови ги акцентираме, тогаш добиваме една потврдна форма. Меѓутоа, не го давам мојот молив, тоа значи дека е, нели, целата содржина негирана. Сега имаме една вежба. Препишете ги примерите и обележете го акцентот во следниве зборови и реченици. Демир Хисар, прав шекер, мој човек, дајте ми 3 часа. Не би сакал, не сум дошол, не би рекол, кој дојде, колку време, што му рече, што си го викал. Доколку не ли одговоривте правилно, треба тоа вака да изгледа визуелно како што е на вашиот екран. Демир Хисар, акцентот ќе падне на самогласката и, го броиме третото место, значи Демир Хисар. Целата ова акцентска целост има 4 слога, го акцентираме третиот од крајот на акцентската целост, нели? Првиот, вториот, третиот и овде на оваа и, на самогласката и, ни паѓа акцентот. Прав шекер, акцентска целост од 3 слога, прав шекер, 1, 2, 3, акцентот паѓа на самогласката А. Мој човек. Исто акцентска целост од 3 слога, 1, 2, 3, местото го бараме, нели, од крајот па ненапред, овде е самогласката О. Дајте ми. 1, 2, 3, акцентска целост од 3 слога и 3 збора, нели, нормално. Третото место од крајот е на самогласката А. 3 часа на И, не би сакал на И, не сум дошол на У, не би рекол на И, кој дојде на О. Третото место од крајот, нели, колку време на У, што му рече на У, што си го викал на О и слично. Пред вас имаме една чеклиста за самооценување. Доколку внимателно ме слушавте, ќе може да одговорите на следниве прашања со да, не или со делумно. Дали ја сватив денешната лекција? Дали знам што се акцентски целости? Дали знам како се акцентираат акцентските целости? Дали знам на кој начин се бележи акцентската целост? Доколку на овие прашања може да одговорите со да или повеќе одговори ви се со да или пак со делумно, вие сте ја сватиле оваа наставна единица. Задача за дома: од текстот кој што ви е на вашиот екран, пронајдете ги и обележете ги акцентските целости. Јас ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.